студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почетокот на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Приватна посета, но и средби со инвеститори. Премиерот се врати од Белгија со најава за влез на нови странски компании. Мицкоски му одговори на Вучич за Српската црква во Македонија. Изблици на нешто кое што повеќе прилега на минатиот век, а не на 21 век. Можен хибриден напад или заговор со комерцијална цел. Премиерот отвори две тези за лажната вест за Скопската вода. Истрага водат обвинителството и полицијата. Опозицијата бара наместо живели јавно да се објават анализите за водата во Гостивар. Нови жаришта на хрватското приморје по драматичната ноќ на Дуги оток. Едно лице загина, 7 мина се борат за живот. Десетици жртви во разорен земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтер, која погоди Индонезија. Овие вести во живо за тоа што донесе 7-дневната посета на премиерот на Брисел. Останете со нас, почнуваат вести. Премиерот се врати од еднонеделната посета на Белгија, која главно имала приватен карактер, но откри дека имал средби во Брисел, но не поврзани со евроинтеграциите. За што станува збор, известува Мирјана Давидовска. Мирјана, што било договорено во Европската престолнина? Да, премиерот Мицкоски се врати од 7-дневното патување во Белгија со своето семејство, каде бил приватно на одмор и на еден начин овој одмор го нарече како научно-образовна екскурзија, која што на некој начин и била традиција за него и неговото семејство, односно со неговите деца да посетуваат некои од европските градови, престолнини и држави секоја година, па така и ова одлучиле тоа да го направат во текот на летото, да посетат Белгија, меѓу другото и биле во неколку дена поминале заедно во Брисел, но таму како што рече, немал средби со политичари, тој веднаш ги демантираше сите оние информации и одговори на прозивките и обвинувањата од страна на опозицијата и рече дека средби со политичари немал, но имал средби со инвеститори, за чии инвестиции јавноста многу брзо, односно на есен, ќе слушне многу детали. Опозицијата инаку претходно го обвини дека тој без знаење на МНР и без придружба на дипломатијата бил да договара, преговара и прашуваа што е тоа што тој го договарал и преговарал во Европската престолнина. За деталите и одговорите од премиерот на првиот ден откако тој се врати со семејството од Белгија, слушаме во продолжение. Приватна посета со средби во Брисел, но не за евроинтеграциите, туку за влез на нови инвестиции. Премиерот се врати од 7-дневното отсуство и одговори на барањето од опозицијата да каже што договарал и преговарал во Европската престолнина. Мицкоски соопшти дека при посетата на Брисел имал неколку средби, но не со политичари, туку со инвеститори, чии инвестиции се во завршна фаза и за деталите јавноста ќе биде запознаена на есен. Бев 3 дена во Брисел и немав политички средби, исто така правевме обиколка во Брисел. Имав 3 средби со инвеститори, кои што во Македонија се во завршна фаза на постигнување договор. Едниот е од Германија, едниот е од Соединените американски држави, а другиот прави проширување на постојната веќе инвестиција. И многу наскоро оваа есен сите три ќе подпишат договори и јавноста ќе биде запознаена околу содржината на тие разговори. Инаку сите овие инвестиции се во фаза на реализација, се пеглаат последните, би рекол, точка запирка делови од договорите и очекувам веќе на следните владени седмици да сето тоа помине. Освен 3 дена во Брисел, премиерот со семејството искористил уште неколку дена одмор во Бриж, каде се запознавале со историјата и културата на Белгија. Ваквите патувања биле традиција за неговото семејство. Дел од воспитувањето кој што го имам јас со моите два сина е да еднаш годишно, од прилика викенд, четврток, недела, одиме во некој европски град и таму посетуваме значајни би рекол места. Јас не сум љубител на ние големи одмори со солена вода, со песочни плажи и така натаму и рековме екскурзијата да ја прошириме и да тоа биде научно-образовна екскурзија во Белгија. Така што бевме 4 дена во, точно би сакал да тие кои што се љубопитни од опозицијата да им кажам точно каде се движат за да не мора да се распрашуваат. Бев 4 дена во Бриж. Од тие 4 дена патувавме секој ден, еден ден бевме во Антверпен,
каде што можевме да видиме неколку дела кои што се за мене многу значени од автори од, би рекол, 16 и 17 век, кои што твореле во тоа време во тој град, во Антверпен. Потоа бевме еден ден во Гент, еден ден бевме во Динан, еден ден бевме во Жервал, во Данкер, каде што знаете што се случувало на почетокот од Втората светска војна. Опозицијата тврди дека е недозволиво без знаење на МНР, премиер на држава, да оди во посета на Брисел и обвинија дека тој имал неофицијални разговори за европската иднина на Македонија со своето семејство и без знаење и учество на дипломатијата. Како е можно шефот на државата да носи со себе сопруга и деца на средби од кои зависи судбината на 2 милиони граѓани? Одговорот е еден и јасен. Мицкоски ја третира Македонија како своја приватна собственост. Тој одлучува сам, тој преговара сам, додека Тимчо Муцунски зборува за разговори под радарот. Мицкоски тие разговори ги води лично во семеен аранжман, далеку од очите на јавноста и институциите. Ова не е државничка одговорност, ова е приватизација на државата, велат од СДСМ. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Изјавата на српскиот претседател Александар Вучич дека српската црква е иста и во Скопје предизвика реакции во Македонија. Премиерот оцени дека ваквата реторика не прилега на времето во кое живееме и порача дека МПЦ-ОА е темел на македонскиот идентитет. Од синодот потсетуваат дека македонската црква действува на своја канонска територија, додека дел од експертите предупредуваат дека зад изјавите од Белград се уште стојат нерешени прашања околу црковниот имот и целосната независност на нашата црква. Изјавата на српскиот претседател Вучич дека српската црква е иста со таа во Скопје за македонскиот премиер Мицкоски е комуникација која не прилега на времето во кое живееме. Ваквата реакција следи откако претседателот на Србија за време на одбележување на годишнина од акцијата Олуја рече дека една е српската црква и таа била иста во Пирот, Сиднеј, Скопје, Франкфурт. Според Мицкоски пак Македонската православна црква Охридска архиепископија е темел на македонскиот идентитет. За мене лично Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима представува нешто кое што е најсветол дел од македонскиот православен идентитет. Се разбира, ние имаме и македонци кои што се од друга вероисповест, не се само од православна вероисповест, но како столб на македонскиот идентитет, Македонската православна црква е нешто над се за мене како човек. А таков тип на изјави ниту имам намера да коментирам, ниту би сакал да навлегувам во било каква дневна комуникација со изблици на нешто кое што повеќе прилега на минатиот век, а не на 21 век. Сличен став изрази и Светиот архиерејски синод на МПЦ-ОА, кој потсети дека ја остварува својата мисија исклучиво на својата канонска територија. Но експертската јавност предупредува дека зад ваквите изјави од Белград има подлабоки имотни и канонски дилеми засновани врз томосот за автокефалност издаден од Српската црква. Новинарот и аналитичар Бранко Ѓорѓевски посочува дека во томосот од СПЦ е наведено дека манастирите и светилиштата во Македонија се даваат на користење на Македонската црква, додека имотот формално е во рамки на Српската православна црква. Практично имотот на СПЦ е изнајмен на Македонската православна црква, која со тоа според црковен Белград не е вистински собственик на црковните имоти во Македонија. Отаму, веројатно и теза дека СПЦ е иста и во Македонија, дека имотите се незини, а што постојано го повторуваат одредени српски интелектуалци блиски до СПЦ и се пласира како содржина во тамошните документарни програми. Изјавите од српска страна според Ѓорѓевски укажуваат дека за СПЦ односот со Македонската црква не е однос меѓу две целосно независни цркви, а тоа често се користи за оспорување на црковниот суверенитет на Македонија. Прашањето за некакво канонско присуство на СПЦ во Македонија би требало да е затворено со томосот за автокефалност, што СПЦ ни го дала пред 4 години. Таа тогаш не ја призна юрисдикцијата, а од озгора било договорено и тоа се исполнило припојување на епархиите кои ги имале Јован Врничковски и другите владици на нивната православна Охридска архиепископија. Значи, прашањето на канонската юрисдикција во Македонија би требало да е целосно завршено и јасно.
Пред 4 години Македонската црква доби томос за автокефалност од Српската црква, со што се надмина спорот со Белград кој траеше повеќе од половина век. Во меѓувреме се уште се чека томосот од Вселенската патријаршија за целосна независност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Можен хибриден напад или заговор со комерцијална цел? Премиерот отвори две тези за лажната вест за Скопската вода. Истрага водат обвинителството и полицијата. Опозицијата бара наместо живели јавно да се објават анализите за водата во Гостивар. Нови жаришта на хрватското приморје по драматичната ноќ на Дуги оток. Едно лице загина, 7 мина се борат за живот. Хибриден напад или комерцијален интерес? Што стои зад лажната информација дека Скопската вода е небезбедна за пиење? Премиерот Мицкоски отвори две можни теории и најави построги казни за ширење дезинформации кои предизвикуваат страф и паника. Опозицијата пак повторно бара одговорност за кризата со водата во Гостивар, но и објавување на сите анализи. Во меѓувреме, за случајот во Скопје досега се сослушани 13 лица, но изворот на дезинформацијата се уште не е откриен. Хибриден напад од опозицијски партии или обид маркетите да ги продадат резервите на вода во шишиња? Што стоеше зад лажната информација која ги исплаши скопјани во средата за наводно присуство на ешерихија коли во Скопската вода? Премиерот Мицкоски очекува дека со новите измени на кривичниот законник ќе бидат воведени построги казни за ширење дезинформации кои предизвикуваат страф и немир кај населението. Но објави две можни теории зошто информација напишана на Вибер се прошири масовно меѓу граѓаните, а тоа резултираше со испразнување на рафтовите низ маркетите. Ние ден предходно добивме информација дека опозицијски партии ќе се обидат да создадат ваква хистерија преку социјалните медиуми и јас се надевам дека со новите измени во кривичниот законник ќе има и казнена одредба за ваквите лица кои што свесно создаваат хистерија, односно вршат со еден хибриден напад, создаваат чувство на немир, чувство на страф кај граѓаните, но она што мене посебно ме загрижува мислам дека тука има и некои други, би рекол, повеќе комерцијални обиди, бидејќи за еден ден наеднаш голем дел од маркетите ги испразнија своите резерви и количини на флаширана вода. Сепак, прашан дали информациите дека опозицијски партии ќе се обидат да направат хибриден напад преку социјалните мрежи се доставени до обвинителството, Мицкоски рече дека истрага водело Министерството за внатрешно. Опозицијата денеска повторно побара од власта да ги објави извештаите за квалитетот на водата во Гостивар, град кој цел месец беше без вода за пиење, откако во главната водоводна цевка беше поставен систем од кој се излеваа фекалии. Во Гостивар вчера видовме слика што ќе остане запаметена. Политичари и функционери држат здравица, пијат вода пред камери, велат на здравје и дека е многу вкусна. А цел месец граѓаните пија вода загадена со фекалии. Цел град беше отруен, 5000 луѓе беа заболени. Прво најавуваа дека резултатите ќе бидат готови дури на 20 август. Сега, под притисок на јавноста, наеднаш велат дека водата е чиста 6 дена порано. Како до вчера, 20 август, а денес нагло се е во ред. И се уште нема официјален објавен документ со кој се потврдува дека водата е чиста и здрава за пиење. Оваа ситуација бара одговорност, а не циркус. Премиерот пак одговорност гледа кај локалните власти и опозицијата која го поддржа актуелниот градоначалник на Гостивар Валбон Лимани. Комплетно со водоводот и со снабдувањето со вода на граѓаните на Гостивар стопанисува јавното претпријатие кое што нуди таква услуга. Јавното претпријатие има свое раководство. Раководството го поставува градоначалникот. А градоначалникот беше поддржан на воредните избори од страна на СДСМ. И затоа вие нема да слушнете од страна на СДСМ одговорност од градоначалникот, бидејќи тој е нивен кадар. Туку ќе слушнете дека бараат одговорност од таму каде што таа одговорност ја нема, туку напротив од страна на владата ние дадовме се што можевме состојбата да се нормализира како никогаш досега. За водата во Гостивар во притвор завршија 3 лица. ВД директорката на јавното претпријатие и 2 раководители. Нивниот притвор завршува в петок.
За случајот во Скопје пак, на разговор биле повикани 13 луѓе, но ниту еден од нив не го открил изворот на дезинформацијата. Во овој случај, истражните органи ќе имаат исклучително тешка задача за да стигнат до ширачот на лажната вест. Информацијата била објавена во Вибер група и наместо јавно се ширеше по групи, четови, мејлови. На социјалните мрежи имаше само неколку јавни објави и тоа неколку часа откако веќе информацијата беше масовно распространета. Даниел Василев, Сител телевизија. Како се палат и како се гаснат онлайн пожарите кои предизвикуваат паника и страв кај граѓаните? Зошто налагите подлегнуваат и добро информираните? Како да се крене довербата во системот и во институциите? Тема на денот во 19 со комуникологот Бојан Кордалов. Јадранското крајбрежје се соочува со една од најтешките сезони на шумски пожари. Огнот зафати делови од Хрватска и Црнагора, однеса човечки живот и предизвика големи материјални штети. Пожарникарите и натаму се борат на повеќе критични локации, додека во делови од Црнагора пожарите предизвика и прекини во снабдувањето со струја и вода. На Халкидики пак пожарот кај Сивири е ставен под контрола, но опасноста не е надмината. Регионот останува во портокалова фаза со многу висок ризик од нови жаришта. Јадранското крајбрежје се соочува со една од досега најтешките кризи со шумски пожари. Неколкумесечната суша и екстремните температури разгореа катастрофални пожари кои зафатија делови од Хрватска и Црнагора. Во нив едно лице загина, а предизвикана е и огромна материјална штета. По стравичниот пожар во Омиш, хрватските пожарникари уште едно деноноќие водат битка со огнот на повеќе локации. Најдраматично беше на хрватскиот остров Дуги Оток. Bio veliki požar, jako je naglo je krenulo iz Kune Pelješke, zapuhalo je, vitar je bio problematičan, ali ekipa vatrogasaca i kanaderi su riješili stvarno svaka čast. I sad sve pod kontrolom, ali se održavaju, linije se gasu i to je to. Lijevo šuma, desno šuma. Ja jesam popilo, ali kad se spojila ta dva požara, izgorilo mi je u stvari od temperature. Sama vatra nije, jer sam radio uredno, mladi vinograd, nema trave. Со пожари се соочува и Црнагора. Погодени се улцини регионот на Херцег Нови. Огнот зафатил далеко води, па прекината била струјата до пумпите кои со вода го снабдуваат улцин. Во гасењето на пожарите вклучени се противпожарни екипи локалното население, а континуирано се гаси и од воздух. Во меѓувреме, целосно под контрола е состојбата околу грчкото летувалиште Сивири после пожарот од четвртокот, поради што огромен број туристи беа евакуирани. Сега регионот е ставен во портокалова фаза со многу висок ризик за нови пожари. Воведена е забрана за движење во одредени шуми на Касандрија и Ситонија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. И покрај локалните врнежи, состојбата со пожарите во Македонија и натаму е алармантна. Само вчера на територија на државата биле регистрирани 27 пожари на отворено, од кои 6 се уште се активни. Најтешка е состојбата на тешко пристапниот терен кај Македонски Брод, а активни пожари има и во Јагуновци и Велес. Од Дирекцијата за заштита и спасување најавуваат дека во гаснењето ќе бидат вклучени и 3 ер-трактори. На територијата на општина Јагуновци се уште активен пожарот на цело Копанце, гори високо во планината, не представува никаква опасност за никого, пред се нискостеблесто растение, високи грмушки трње, но поради опасност истиот да се прошири кон село, кон ближните села, и врз него ќе дејствуваат 3 ер-трактори на дирекцијата. На територијата на општина Велес имаме активен пожар во аторот на село Слп, каде што вчера ер-тракторите помогнаа на пожарникарите огнот да не го зафати селото. Во меѓувреме полицијата приведе 2 лица кои биле затекнати како предизвикуваат пожари на отворен простор во Битола и во Прилеп, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во Битола синоќа околу 21 часот и 15 минути на улицата Јорго Костовски, на место викано Тепсија, полициски службеници привеле 39 годишен жител на градот кој бил затекнат како предизвикува пожар на отворено. Ден претходно, околу 23 часот и 10 минути, во местото Падарица во Прилеп, полицијата привела жител на градот кој исто така бил затекнат како предизвикува пожар. Кај него била пронајдена и запалка. Од МВР најавуваат дека по целосно документирање на двата случаи против приведените ќе бидат поднесени соодветни пријави.
Мобилни тимови на Царинската управа во координација со полицијата контролирале 38 пловила на Охридското езеро. Се проверувал нивниот царински статус, но и лицата кои управувале со нив. Од царината велат дека контролите веќе даваат резултати, бидејќи е зголемен бројот на сопственици кои ги плаќаат увозните давачки за пловилата што претходно биле внесени во земјава. Со привремен увоз, од Царинската управа појаснуваа дека пловилата со привремен увоз може да се користат во земјава само во законски определен рок, доколку потоа не бидат повторно извезени. Сопствениците мора да го регулираат нивниот статус и да ги платат предвидените давачки. Контролите ќе продолжат и во следниот период. За непочитување на прописите се предвидени прекршачни санкции, а во одредени случаи можно и одземање на пловилото. Ренџерската служба на Националниот парк Пелистер во соработка со СВР Битола спровела ноќна акција за пронаоѓање вооружени лица кои навлегле длабоко во заштитеното подрачје на паркот. Акцијата почнала на 12 август по 19 часот, откако биле добиени информации од терен. Во потрагата биле вклучени 2 патрули на Националниот парк заедно со полициски службеници кои се движеле по тешко пристапен терен на над 2000 метри надморска височина. По повеќе од 3 часа пешачење, околу 23:30, вооружените лица биле лоцирани во близина на голема грива во зона на строга заштита. Од тој момент со понатамошната постапка раководела полицијата. Акцијата завршила околу 4 часот наутро на 13 август, кога лицата биле спроведени во полициска станица. Од Националниот парк Пелистер велат дека во овој дел од паркот и натаму има обиди за незаконски активности, а тешко пристапниот терен дополнително ја отежнува контролата. Најавуваат обновување на шумските патишта кои се важни за ренџерските патрули и за противпожарната заштита. Критична е состојбата на охриѓанецот Дарко Најдевски, кој 7 години живее со двојна механичка потпора на срцето и итно му е потребна трансплантација. Неговото семејство и пациентите со иста мака апелираат за поголема свест за органодарувањето, бидејќи секое ново донорство може да значи спасен живот. Дарко во моментов е хоспитализиран, а неговата 7-годишна ќерка Мила со емотивна порака бара што поскоро да се најде донор за нејзиниот татко. Критична е состојбата на охриѓанецот Дарко Најдевски, кој 7 години живее со двојна механичка потпора на срце и чека трансплантација. Моментално хоспитализиран, се сочува со борба за опстанок и борба со времето. Неговото срце повеќе не може да издржи, а поради долгото носење на ваквите помагала доаѓа и до други компликации. Затоа потребна итна трансплантација на срце од почина донор со цел да може да продолжи да живее. 7 години живее со тие две механички потпори, кои што се мост до трансплантација, меѓутоа еве веќе и по 7 години активно чекање на националната листа за трансплантација и ниската свест за донирање органи, се уште го немаме дочекано тој повик. Состојбата е повеќе од итна, доаѓа до пропуштање на неговото природно срце, не на апаратите. Апаратите си работат својата функција, меѓутоа неговото срце повеќе не може да издржи. Станува збор за комплицирана ситуација во која што доаѓаат други компликации од долгото носење на ваквите помагала, кои што се само мост до трансплантација во нашиот случај. Токму затоа е потребна итна трансплантација на срце од починат донор со цел да може мојот сопруг да живее. Неговата 7-годишна ќерка Мила со апел што поскоро да се најде донор за нејзиниот татко да оздрави и да биде присутен додека расте. Единствено што сакам е тато само да ми оздрави. Со истиот проблем се соочува и стружанецот Васко Јолески, чиј живот е потполно зависен од батерија и струја. Тој повикува дека потребно е подигнување на свеста за органодарувањето, бидејќи во моментот кога згаснува еден може да се спаси друг живот. Премногу долго чекаме како лица со механичка циркулаторна потпора, а последиците се знаат. Сите други органи почнуваат да затајуваат, односно да се разболуваат од постојаниот притисок што го прават помпите, додека работаат 24/7. Ја користам оваа прилика уште еднаш да апелирам и до народот, што повеќе да одлучува да донира органи кога ќе се најде во ситуација некој од нивните блиски да биде во незавидна состојба, односно да го изгуби животот, и кога не може ништо да се направи друго за неговиот живот, нека бидат доволно хумани да спасат други, најмалку 4-5, може би и 8 човечки животи.
Иако во светот ваквите пациенти се водат како ургентни, досега кај нас не е направена ниту една трансплантација на срце кај лица со механичка пумпа. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Производителите на пченица од Пелагониско бараат државна интервенција. Откако годинава родот го продавале по само 9,5 до 10 денари за килограм. Од Сдруженијето Фармери Југозапад бараат дополнителни 5 денари по килограм од интервентниот фонд и се сомневаат дека трговците намерно ја откупувале пченицата поевтино, за подоцна да ја продаваат поскапо. Производителите на пченица од Пелагониско бараат државата според законот да оддели по 5 денари од интервентниот фонд за килограм откупена пченица, со што ќе им се доплати на земјоделците кои што пченицата ја продадоа по само 10, па дури и 9,5 денари за килограм. Ако производната цена е поголема од продажната, тогаш владата може да интервенира со државни средства за да ја ублажи кризната состојба. Земјоделците се сомневаат дека пченицата намерно се откупувала од трговците по оваа ниска цена, за да после одредени поединци и компании ќарат на маката на земјоделците. Ние како здружение го следиме патот на пченицата. Дел се извезе во соседството, дел по гаражите кај земјоделците и дел е складирано кај трговци кои чекаат тендер за државни резерви. Значи, трговците не беа контролирани од никого и ја смалија толку цената за да има поголема разлика за тендерот, да може да си подела ако има тука нешто симптоматично. И има симптоматично сигурно. И истите актери се појавува кога има тендер за стокови резерви. Земјоделците бараат побрза исплата на субвенциите за 2024, пари кои според нив само се ветувале, но никако да стигнат кај земјоделците. Бараат исто така, освен за површина и за семенски материјал, да се исплатат и субвенции по остварен принос. Трето барање значи корекција во програмата за субвенционирање за 2026. Многу има проблематични ставки. Еве, ќе кажам една. Ние есента сеевне по старата програма беше 150 кила по хектар семенски материјал. И сега поднесуваме субвенции, во февруари излезе програмата, по новата програма се бара 200 кг. Значи ние сни поселе. Не можеш ни фискална да најдеш, ни фактура, завршни сметки до нова година, сето е направено. Тоа е еден пример. Има и многу други работи. И четврто барање е да се контролира, да се намали или скроз да се запри увозот на пченица и брашно од Србија. Земјоделците овие 4 барања во писмена форма идната недела ќе ги достават до Министерството за земјоделство. За Сител, Дарко Штарговски. Најмалку 38 лица загина во силниот земјотрес со магнитуда од 7